Пред нас се уште едни избори на 15 јули. 30 години се менуваат на власт СДС и ДПМН, а на земјата не ја оди добро. И повторно ги слушаме истите лаги од ДПМН и СДС, за кои во изминатите 30 години гледаме беззаконие, криминал, корупција и растурење на државата. Заев го брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Но од друга страна, Мицковски го прифаќа предавството и вели дека нема да ги поништува антимакедонските договори. Заев и Мицковски се марионети во рацете на ѕверот и работат против Македонија. Тие ја продаваат Македонија. Мицковски не застана со народот за бојкот на референдумот и не се приклучи на протестите и блокадите против промена на уставот. Мицковски му позајми на Заев 8 пратеници да се изврши националното предавство. 1.200.000 македонци кои го бојкотиравме референдумот, Мицковски не нарече фекалии. Ова се силни аргументи да заклучиме дека Заев и Мицковски се како два столба од една фудбалска статива кои цврсто се држат и ја рушат Македонија. Ако се тргне од стативата едниот дирек, Мицковски, ќе падне другиот дирек Заев, но Мицковски е потпорен столб на Заев и ниту еднаш не се приклучи со народот за да падне Заев. Затоа, гласот за Мицковски на овие избори е глас за Заев, а глас за Заев и Мицковски на овие избори е глас за националното предавство и грабежот. 15 јули ќе биде крај на предавствата. Народот ќе победи. Потребна е национална и патриотска партија во парламентот, со единствена Македонија во парламентот, наспроти коалициите на ДПМН и СДС со албанските партии. Се ќе биде поинаку. Ајде што 30 години ги трпиме ДПМН и СДС и на глава ни се качија со нивните лаги, со грабежот на околу 15 милиарди евра во овие 30 години. Најлошо е сега што ја растураат државата, но на изборите ќе се соочат со народот. Ќе видиме дали ДПМН и СДС на 15 јули можат да го излажат народот. Јас сум убеден дека народот е свесен, дека нема повеќе право на грешка и ќе одбере национална и патриотска партија во која може да и верува. Потребна е патриотска партија, потребна е единствена Македонија во парламентот. На 15 јули ќе се ја вратиме државата назад, а потоа е лесно да ги решиме реалните проблеми на народот. Економската наука ги измислила механизмите како се прави богата држава со добар стандард. Потребни се само честни политичари. Мојата 28 годишна професионална кариера без ниту една криминална дамка, повторувам, без ниту една криминална афера, е силен аргумент да ја побарам довербата од вас на изборите гордо и со крената глава. Почитувани избирачи, не треба да им оставиме простор на Мицковски и Заев и надеж за нивниот забеган филм. Со единствена Македонија во парламентот им порачуваме дека не можат да ги продаваат македонците, да им се порача дека сме биле, сме и ќе останеме македонци. Давам збор, ветувам дека нема да ја предадеме Македонија, нашата земја, нашата татковина. Единствена Македонија никогаш нема да ја предаде крвта на илјадници македонци и македонки кои ја пролеа за нашата горда Македонија. Никогаш нема да го предадеме името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Кажувам директно и јасно, ние во единствена Македонија сме во политиката да ги одбраниме највисоките македонски интереси. Македонија е нашиот дом. Онака како што се бориме за нашите домови, ќе се бориме и за Македонија. Ова не е битка за власт, ова не е битка за Јанко Бачев, јас сум небитен. Ова не е битка на индивидуалци и лидери, тоа е минлива категорија. Ова е битка за опстанок на цел еден народ. Ова е битка за Македонија. Битка која само заедно можеме да ја победиме. Нашата борба е исправна. Ние се бориме да останеме своето на своето. Нашата борба е света должност. Ние ќе се бориме, почитувани избирачи. Од вас и вашата волја зависи дали во тоа ќе успееме. Гласајте за единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна, само Македонија и бројот 11. Да си ја вратиме државата назад и да ја направиме Македонија убаво место за живење.